Како што најави Слободанка, денес е мојот почеток во утринската програма и се надевам на добра дружба. Исто така имаме и многу добар и конструктивен разговор со директорот на Средното училиште на град Скопје Јасминка Годоманова со еден голем повод, 70 години, значајно одбележување на 7 децени, на 70 години успешно образование и воспитание, како и развој на генерации млади луѓе. Се разбира и училиштето е со богата традиција, има многу современ пристап преку спојување на дуалното и на стручното образование, кое ги подготвува учениците за реалниот пазар на труд. Директорке, не е мал теретот што го носите овие последни недели со подготвувањето на големиот јубилеј 70 години постоење на училиштето. Како изгледаше патот низ сите овие децени? Најпрво добро утро и од мене и поздрав на гледачите на Алфа телевизија и секако успешна работа на твоето ново работно место, Оливера, ти посакувам. Благодарам. Што се однесува до најавата, навистина прекрасна најава. Да, со гордост ги носиме тие 7 децении на грбот. Ние сме дел од колективот кој што продолжува да го носи факелот. Пред нас се генерации и генерации успешни наставници, успешни ученици, кои што ги пишуваат страниците на таа монографија, која што изминатиот период се подготвуваше. И навистина со едно нетрпение и исчекување го чекаме нели оној момент 5 ноември кога на еден подостоинствен начин ќе го прославиме 7-децениското постоење на училиштето. Јас би го најавила како настан кој што е веќе подготвен, односно во фаза на подготовка е 5 ноември во Младинскиот културен центар. Се работи за плејада од ученици кои што изминатава година неуморно работеа во подготовка на делот тоа што ќе се случува таа вечер. За секој ден настан потребен е многу труд. Рековте, една година се подготвувате за тоа што ќе се случува на 5 ноември. Апсолутно, значи идејата беше да не се сконцентрираме само на денот како ден. Целата година е во рамките на јубилејна година и реализирани се и се реализираат многу активности во рамките на оваа јубилејна 2025 година. Може би набројала дел од тие активности. Со гордост можеме да кажеме дека во јануари 2025 за прв пат во училиштето излезе училишниот весник. Училишен весник кој што многу пати е ставен на хартија како предлог да се изготви од сега нашиот покоен колега по македонски јазик Миле Величковски. Би го поздравила семејството доколку не гледа и гордост е што колегите од активот на јазичари изразија желба да ете таа негова желба ја реализираат и да ја преточат во едно вистинско дело. Значи тоа е првиот број од училишниот весник Мостови и самиот назив и самиот наслов на весникот кажува дека ние сме училиште кое што спојува на секое поле. Поврзува генерации, поврзува профили, поврзува струки и гради нови личности подготвени за реалниот пазар на труд. Не е лесно да се води училиште кое има нели карактер од стручното образование. Колку се промени стручноста, тоест струките од минатото 70 години е голема бројка? Да. Секако дека промени мора да има, но единствено нешто што не е променето во изминатиот 7-деценински период е тоа што училиштето важело и се уште важи за училиште кое што продуцира кадри исклучиво и само за стопанството, односно стручни занимања, кои што некогаш биле во делот на кожарската индустрија, во делот на прехрамбената индустрија, во сектор лични услуги, во сектор графика, со поинакви називи на профилите и нормално како се менуваат потребите на пазарот на трудот, реформите кои што се случувале преку Министерството за образование, училиштето во континуитет ги следи. Последната реформа со реименување на образовните профили, значи со добивање на една звучност на образовните профили и нормално потребата на пазарот на трудот, сметаме дека нивото и интересот за училиштето е поголемо. Во мојата најава кажав дека има современ пристап преку спојување на дуалното со стручното образование. Колку овој модел на настава
или може да ни го објасните како изгледа, што е доброто во дуалното образование денес? Така. Ние сме училиште кое што веднаш го прифати предизвикот. Генерално и колегите морам да ги поздравам ако ме гледаат. Не е лесно да се прифати предизвикот на дуално образование, затоа што бара една континуирана работа, не само со учениците, туку и со компаниите, односно со работодавачите. Што во суштина е дуалното образование, дел од практичната настава, освен во училиште, се реализира и во компании. Значи, тоа се компании кои што ги отворија вратите на училиштето, компании кои што едноставно ја видоа потребата дека тие се тие кои што треба да си го подготват кадарот, кој што им е потребен и истите тие потоа да ги вработат и да бидат нивни идни вработени. Благодарност и до компаниите. Значи, ние изминатиот период имаме подпишано меморандуми за соработка со безмалку повеќе од 100 компании, што навистина не е мала бројка. Значи, тоа се компании од сите три сектори, од сектор лични услуги, сектор графичарство и сектор хемија и технологија. Значи, тоа се секторите за кои што училиштето продуцира кадар. Вие ги пронаоѓате или самите како се спојувате, со кои компании соработувате? Апсолутно, значи не само ние, нормално дека тука веќе менаџерскиот тим во училиштето е тие кои што мора да ја поттикнат работата, меѓутоа имаме и примери каде што самата компанија во недостиг на квалификуван кадар се обратува, доаѓа до училиштето со цел да изрази потребата и да каже дека во тој сектор има потреба од таков квалификуван кадар. Обострана е соработката. Веќе последните неколку години, би рекла и последнава деценија, се повеќе се става примат на гимназиското образование, а на удар се, како што кажавте, струките, занаетите. Има недостиг од занаети. Како се борите со тој момент, со бројка на ученици, да се запишат учениците, сакаат ли да учат стручно образование учениците? Така. Значи, во овој 7-децениски период, следејќи ги анализите, бидејќи, како што кажав, изминатиот период интензивно работевме на изготвување на една монографија, која што е на дополнување на претходната монографија, издадена по повод 50 години јубилеот на училиштето, истражувајќи малку повеќе во оние статистички податоци на училиштето, можам со сигурност да кажам дека имало и периоди каде што сме имали по некаде близу 1000 ученици во стручното училиште, после што следи еден интензивен пат на број на ученици кои што се заинтересирани за стручното и по мене тоа е она традиција кога учениците повеќе го избира гимназиското. Но навистина ми е драго што морам да кажам дека последниве години веќе повторно се враќа трендот кај стручното училиште, односно стручното образование, посебно за наетите. Едноставно допираме и до родителот, допираме и до децата од основно, учениците од основно училиште, бидејќи иднината на оваа држава е токму во квалификуваниот кадар, кој што треба ние да си го подготвиме и да најдеме начин да го задржиме тука. Секако дека интересот за занаетите е голем, се уште има, да речеме, помала заинтересираност за одредени струки, но се надевам дека тоа ќе го надминеме во изминатиот период. Сигурно, придобивките од стручното образование се огромни. Може ли на 15 годишно дете, ученик, да му се објасни дека тоа треба да учи, дека тука е иднината? Кои се придобивките од стручното образование? Мала е возраста, значи тоа се деца од 14-15 години кои што завршуваат основно образование, но заеднички со основните училишта, средните училишта, посебно стратегијата која што се подготвува за стручното образование од страна на Министерство за образование, каде што кариерното советување треба да се воведе уште во основно образование и тука веќе некако треба да бидат насочени учениците. Да, допираме до учениците, во континуитет ја правиме афирмацијата по основните училишта и не само класична афирмација со презентација, туку афирмација која што е отворена во текот на целата учебна година, на наша покана, на иницијатива на основните училишта. Вратите на училиштето се отворени за деветоделенците и едноставно кога ќе дојдат во училиштето ги вклучуваме во реалниот процес на практичната настава. Им нудиме можност сами да пробаат, сами да изработат продукт, сами да нашминкаат, сами да направат фризура
И на тој начин се трудиме едноставно да го доближиме занаетот и тоа што се изучува во училиштето. Самата бројка на упис за учебна 25-26 сметам дека го потврдува фактот дека на некој начин сме дошле и сме допреле до поголем број на 9 оделенци. Тоа значи дека расте бројот и се надевам дека ќе се дуплира во наредните години. И нашите очекувања се такви. Да. Велите правите анализи често. Што велат анализите? Се вработуваат ли сите деца кога ќе завршат средно стручно по струката? Има ли некој со средно стручно во вашето училиште да не е пронашол работа? Правиме анализи. Сега не можам да кажам дека тоа е 100% реализација на процесот. Има исклучително ученици кои што се пронашле во своето занимање, ученици кои што на некој начин си го отвориле патот, изградиле собствен бизнис и денеска се успешни во државата. Меѓутоа има и такви ученици кои што останале на работното место. Едноставно таа синергија помеѓу работодавачот и ученикот е успешна, се пронашла заедничката соработка и учениците се задржале на тоа работно место. Не можам да кажам дека се работи за 100% реализација, меѓутоа голем број од учениците кои што завршиле се веќе реализирани во сопствениот бизнис. Што велат работодавачите? Дали добро и на нив им оди, дали се задоволни од соработката со училиштето и учениците? Тоа е тој најтежок процес што јас велам дека не е лесно да си стручен наставник, не е лесно да си наставник од практична настава, бидејќи сите тие ајде да не ги наречам проблеми или сите тие на некој начин мали недоразбирања, наставникот е тој кој што ќе треба да ги усклади со работодавачот. Секако дека има предизвици, но нашите напорите на колегите од практична настава, стручните наставници, апсолутно напорите се тука да се изгради тој заеднички однос со работодавачите. Со самото тоа што тие ги отворија вратите за училиштето и ги примија учениците на практична настава, сметам дека се подготвени, односно сметам дека интересот нивни да се вклучат во образовниот процес е несебичен. Верувам во наредните години ќе биде се подобро и подобро и соработката и бројот на ученици. Веќе сме сведоци, сите знаеме дека има одлив на млади луѓе од земјава, што не радува баш толку. Дали сметате дека треба да се вложува повеќе во стручното образование? Да, апсолутно. Апсолутно, значи и стратегијата на Министерство за образование и наука во делот на стручното образование, во делот на дуалното образование, каде што учениците се стипендирани. Значи секој ученик запишан во дуална паралелка, Министерството за образование нуди стипендија. Тоа е еден од начините да се мотивираат учениците да се запишат во стручното училиште. Посебно стипендии во повеќе категории во делот на 3-годишното образование, а ние сме училиште кое што продуцира кадри со 3-годишно образование. Така да сметам дека оваа политика која што е поставена од страна на Министерството е нешто што можеби ќе го стопира оној одлив на квалификуван кадар надвор, бидејќи треба да се стимулираат, значи треба да се најде уште заеднички јазик помеѓу компаниите и стопанството, за да може да речеме компаниите да бидат на некој начин субвенционирани за тоа што ги отвориле вратите и за тоа што ги примиле учениците на практична настава. Сметам дека тука треба малку повеќе да се поработи и да на тој начин се поддржи стопанството, да се поддржат учениците и да ги задржиме да бидат тука. Кажуваме стручно училиште. Кои профили ги нуди Димитар Влахов? Во однос на профилите, во струка или сектор, како што е новото именување на струката, лични услуги со 4-годишно траење техничар за козметичка нега и убавина, со 3-годишно траење фризер и естетичар за нега на раце и нозе. Во сектор хемија и технологија, прехранбениот техничар во 4-годишно образование, месопреработувач и млекопреработувач со 3-годишно образование и во сектор графичарство, графички уредник, дизајнер со 4-годишно траење и изработувач на визуелни апликации со 3-годишно траење. Тоа се образовните профили, односно образовни квалификации поново, со кои што училиштето
е конкурентно помеѓу останатите во Скопје. Имате сознание кои стручни профили, струки се најбарани на пазарот на труд? Не е тајна, апсолутно. Дека сектор лични услуги, односно образовните профили од сектор лични услуги, се тие каде што е најголем напливот на ученици на упис. Графички уредник, дизајнер е образовен профил кој што последниве години навистина има интерес кај учениците и бројот на ученици расте од година во година во тој образовен профил. Може би послаб е интересот во хемиско-технолошката струка и нашите интереси е тука да се поработи, бидејќи дефицит од месари и месопреработувачи на пазарот на труд има, но едноставно некако учениците таа струка помалку ја избираат. Струката од делот на прехранбениот техничар, кај што се подготвуваат кадри кои што директно ќе се вклучат во индустријата. И тука веќе последниве години работиме на подобрување, односно на подигање на интересот кај учениците. Да, веднаш по завршување на средното, со 4 степен може да се запишат на факултет учениците, претпоставувам. Да, може. Значи, стручното образование не ја исклучува можноста. Оној што сака да го продолжи образованието и понатаму. Имаме ние и примери на наши ученици кои што по завршување на 4-годишното образование положиле државна матура, се запишале на факултет и денеска се успешни инженери, успешни технолози и така натаму. Имате поддршка од институциите, претпоставувам. Да, дефинитивно, значи без поддршката од институциите тешко може да се движи процесот. Ке ги споменам коморите, значи тие се едноставно првата поддршка во делот на бизнес секторот, во делот на работодавачите, бидејќи за да може ученикот да поиде на практична настава во компанијата мора да има сертифициран ментор. Таа сертификација оди преку коморите. Министерството за образование апсолутно во делот на изготвување на актите и стратегијата и сите потребни документи, да, секако. Значи, поддршката од институциите е неминовна. Ке ви се заблагодарам, изминаа нашите минути, иако мислам дека убаво објаснивме макар наутро. Ке ви посакам исполнување на сите визии и цели, наредните до 100 години јубилеј, успешно функционирање на ова средно училиште и многу успешен јубилеј на 5 ноември. Ви благодарам, имате официјална покана, повелете, значи може да го проследите сето она што учениците го подготвуваат. Благодарам. И јас од моје име ќе ви посакам уште поголеми успеси да си постигнете и сето она што го имате замислено како реализација за училиштето, за учениците да ви се оствари во иднина. Благодарам.